Коридорот 8 е незапирлив затоа што е проект на НАТО што ја поврзува Македонија со Албанија, рече председателот на Демократското движење, дел од коалицијата Влен Изет Меджити. Дискутирајќи за пречките на УНЕСКО за заштитената област на природното и културното наследство на Охридското езеро, Меджити рече дека ќе се најде заедничко решение и без разлика дали на сегашната траса или друга, коридорот ќе се реализира. Коридори 5, ќе таде министри, pra korridori 8 ndryshe quhet edhe korridori natës. Momentin që kjo qeveri është përcaktuar për të realizuar atë korridor, është për të lidhur me Shqipërinë. Dhe pra nuk është ideja për të prej Shkupit deri në Struk apo në Orë për të pirë kafe, po ideja është domethënë që korridori të lidhet me Shqipërinë. Dilema e vetme është se ku të lidhet me Shqipërinë. Ne edhe mund ta respektojmë edhe rregullat e UNESCO-s edhe korridorit të bëhet. Министерот за култура Зоран Љутков рече дека на трасата каде поминува делницата Требениште-Ќапасан нема културен локалитет со артефакти. Ние разговаравме на највисоко ниво на УНЕСКО за да најдеме заедничко решение, бидејќи тој е правен и според НАТО стандарди и ја поврзува Македонија со НАТО. Така да верувам дека во мај месец мислам дека некаде на средината на мај ќе дојдат овдека од комисијата на УНЕСКО и од делегацијата за да можеме одблиско да им ги покажеме сите проблеми со кои што се соочуваме и инфраструктурно, но и сите проблеми со кои што се соочуваат во целиот Охридски регион и во Охрид и во Струга и за да најдеме понатаму заедничко решение. Инаку пред еден месец представници на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз на состанокот со 4 наши министри и 2 градоначалници дадоа 8 забелешки за заштитените зони на Охридското езеро, од кои само една беше коридорот 8, а останатите за дивоградби покрај езерото. Сепак нашите власти не ги истакнуваат забелешките за автопатот Охрид-Кичево, делница која исто така поминува низ дел од зоната заштитена од УНЕСКО.